Добро вечер, последен работен ден од оваа седмица, во месец март, променливо време, меѓутоа работите мора да течат понатаму, од утре се најавува поубаво време. Од содржината на вечерашната емисија во оваа најава извојуваме. Влажниот бран што ја зафати земјата во утринските часови донесе влага и снег, особено во поселата од Подкожувјето. Зимската служба на општина Кавадарци интервенираше на терен на повисоките места каде што е оформена снежна покривка со висина од 10 до 20 сантиметри. Агрономскиот тим кој го следи времето и податоците од агрометеоролошките станици во Тиквешијата излезе со нови препораки до земјоделските производители. На последната седница на Советот општина Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев во својата дискусија искажа задоволство од работењето на раководителите на сите институции во рамките на локалната самоуправа. Времето од утре малку потопло, дневни температури до 16 степени, а минималните ќе се спушта до -3. Сега одиме со ред. Рековме дека локалната самоуправа со својата зимска служба интервенираше на терен по врнежите од снег кои беа изразени во синокешните часови, особено во текот на рано утрото. Еве ги податоците што ги добивме поблиску за оваа работа и интервенциите што ги има во зимската служба во рамките на општината. Влажниот бран кој ја зафати земјава во утринските часови донесе врнежи од снег во селата од Подкожувјето. Зимската служба на општина Кавадарци интервенираше на терен на повисоките места каде се оформи снежна покривка од 10 до 20 сантиметри. Се интервенираше на патните правци до Михајлово, Рожден, Бокула, Чемерско, Бајден, со што истите се проводни за сите возила, информира од локалната самоуправа. А и денеска, како и оваа седмица, бележиме интензивна комунална изградба на општина Кавадарци во градот. Еве за што се работи. Се продолжуваат активностите за реализација на програмата за комунална изградба во општина Кавадарци. Од локалната самоуправа информираат за работа на повеќе позиции. Се започна со поставување на комплетно нови канализациони цевки со диаметар фи 500 во должина од 500 метри на улицата 12 Другари во село Ваташ. Оваа реконструкција е дел од грантот од германската КФВ банка, а со истата Кавадарци ќе биде целосно покриен со колекторски систем. Изведувач на работите е фирмата Жикол. Жикол интензивно работи на атмосферска канализација со фи 1200 цевки во должина од 600 метри на булеварот Македонија. Овие активности се дел од проектот на КФВ банката. Поставена е главна линија на фекална канализација на улица Ѓуро Ѓаковиќ со нови цевки со диаметар фи 300 на површина од 260 метри. Во наредна фаза ќе се врши приклучоци и поставување на шахти. Целата инвестиција на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци, а истовремено Комуналец е изведувач на работите. Реконструкцијата на фекалниот колектор во должина од 560 метри на улицата Димката Ангелов Габерот е во завршна фаза. Во наредна фаза овие денови ќе се започне со изградба на тротоари, тампонирање и нов асфалт. Инвестицијата е на јавното предпријатие Комуналец и самото предпријатие ги изведува работите, се вели во известувањето од локалната самоуправа. Агрометеоролошките станици да почнат да се обувуваат својата основна работа, да ги мерат параметрите на временските состојби кај нас и соодветно да препорачуваат каде и со што треба да се третира. Еве ги најновите совети. Општина Кавадарци во соработка со агрономскиот тим кој врши контрола на мерните агрометеоролошки станици и со увид на терен го даваат следното мислење и препораки за предстојниот период. Во лозовите насади се врши операцијата хоризонтално позиционирање на ластарите или познато како врзување. Во лозовите насади исто така во овој период пожелно е да се изврши прихрана за подобра годишна кондиција на насадите. Доколку сте во можност, од тимот советуваат да се изврши и хемиска анализа на почвата со што ќе се има подобар преглед кој состав на прихрана или ѓубриво е потребно да се искористи. Идеален е периодот за подигање на нови насади. Во воштарството, со увид на мерните станици и нивно известување, констатирано е дека на 14 март вторник, во утринските часови во ниските предели температурите паднаа и -5 степени под нулата. Се препорачува да се изврши увид на терен, да се проверат цветовите на овошните насади кои се во фаза на цветење, дали е настанато оштетување од ниските температури.
Во наредните денови се препорачува да се изврши хемиска заштита на овошните насади од габното заболување монилија на цвет. За подобра заштита се препорачува да се слушаат советите на представниците на локалните земјоделски аптеки. На последната седница на Советот општина Кавадарци беа усвоени завршната сметка за образовните и културните институции во општината, како и на јавните предпријатија, чија основач е локалната самоуправа. Градоначалникот Митко Јанчев во својата дискусија искажа задоволство од работењето на раководителите на овие институции. Тој истакна дека напредуваат условите за работа на образовните институции во општината, а тоа треба да даде придонес за градењето на квалитетни кадри во рамките на локалната самоуправа. Основното и средното образование мислам дека не е најклучно, најкомпетентно, дури ја би ја земал и предучилишната воспитна организација Детска градинка Рада Поцева, пошто општина Кавадарци има место за секое дете кое што е запишано. Значи од почетокот на предучилишната па основното и средното образование тие се кои што треба да се трудат да изградиме добри кадри, да ги едуцираме кадрите со позитивни моменти од наставниот кадар, образовниот кадар, а поготово раководителите, директорите кои што треба да на колективот тоа го овозможат да го имаме. До сега како градоначалник и раководење на функциите од 5 години, некои директори се и претходно, некои се и нови. Лично моја забелешка, јас сегаш кога сум имал, сум произнесил до секој еден раководител и пред совет, меѓутоа и на координативни состаноци кои што ги имаме заеднички за потребите на секое училиште. Општина Кавадарци без разлика што во моментот располага со директори и раководители од повеќе различни политички партии или независни. Јас сум уверен и сигурен дека секој раководител и директор својата професионална функција ја извршува без разлика на неговата припадност политичка или било каква. Така и ќе продолжи. И тоа е примерот за една општина да може да имаме еден добар колектив и еден добар развој на образованието и на сите други јавни институции. Основното и средното образование на последниве 5 години, поготово последната година, заедно со Министерството за образование и за наука, го подигнавме на повисоко ниво во делот на условите на извршувањето на самата настава, со доста реновирани училишта, изградба на спортски сали, опремување со повеќе кабинети во стручните училишта и во основните училишта исто. И мислам дека условите за работа ги имаме во секоја образовна институција. Останува другото на наставниот кадар, на раководителите да сплутено колективно, сепак овие раководители доаѓаат токму од редовите на колективот на образованието и мислам дека почит едни према други треба да се имат на максимално ниво. А во делот на јавните институции кои што општината ги нуди како спортскиот центар Јасмин, Домот на културата, музејот, Винскиот музеј, јавното предпријатие Комуналец, паркиралишта и сега новото јавно предпријатие за превоз. Мислам дека треба да бидат пример како треба едно јавно предпријатие да функционира домачински, за да може навремено и квалитетно да ги возвратиме услугите на нашите граѓани. А со тоа го даваме и примерот дека една општина која што јавните предпријатија функционираат е огледало на самата општина. Една општина каде што основните и средните училишта функционираат како што толикува на еден образовен систем, укажува на тоа дека општината својата обврска си ја завршува према своите жители, према најмладите. И нормално тука спортскиот центар Јасмин, кој што има простор за уште многу поголем развој, заедно со Агенција за млади спорт и со нашите програми кои што ги имаме, за доизградба на повеќе содржини, општина Кавадарци во тенденција да сите спортови и професионални
меѓутоа и колективни и аматерски ги доведеме на ниво да бидат достапни до жителите на општина Кавадарци, а поготово да обрнеме внимание на средношколците, оние кои што треба да бидат идните матуранти, да ние како општина и како образовен систем им укажеме, а пред се им овозможиме после завршувањето на високо образование да бидат дел од системот, односно дел од општина Кавадарци и нормално творат и да може да возвратат на нашата општина со кадри кои што ќе го подигнат уште повеќе нивото на самата општина. Одиме со уште една вест која ни доаѓа од Министерството за труд и социјална политика. Имено ова министерство истакнува дека во однос на објавата за висината на минималната плата за 23 година, која беше објавена на 16 март ова година, а согласно законот за минимална плата, работодавачите се должни утврдениот бруто износ за оваа година од 29.739 денари да го пресметаат и исплатат во текот на месец март, односно со платата за месец март. Согласно законот за работни односи, платата за овој месец треба да се исплати најдосна до 15 април во ова 2023 година. И одиме со уште еден прилог кој говори за пари, а кога се работи за пари, тогаш сме најчувствителни. Дали ќе бидат пензионерите задоволни или не, ќе знаеме во текот на месец април. Мартовските пензии ќе бидат високи за 8,4%, со историски скок на пензиите од 25 вкупно до следниот септември, рече премиерот Ковачевски. Советот за социјална сигурност одржа редовна седница на која се усвои уште едно зголемување на пензиите и сега просечната пензија од 17.666 денари ќе се зголеми на 19.150 денари. Ако зборуваме во проценти, зголемувањето на мартовската пензија, согласно методологијата, ќе биде зголемување од 8,4%, што е и повеќе од очекуваното. Во оваа 2023 година, освен ова мартовско усогласување на пензиите, уште едно ќе следи во септември. Усогласено според трошоците за живот и порастот на просечната плата, што значи за една календарска година растот на пензиите ќе биде околу 16%. Или од првиот ден на оваа влада, јануари минатата година, со покачувањата на пензиите кои што се случија минатата година во март и во септември, заедно со ова покачување и покачувањето кое што следи во септември, пензиите ќе бидат поголеми за 25%, што никогаш досега во историјата на државата се нема случајно. Товарот на кризата не дозволивме да биде ставен на грбот на оние кои што не можат повеќе да заработуваат од тоа што го имаат како пензија. Затоа се залагав да се направи системска промена со која ќе им овозможиме на нашите највозрасни категории граѓани по пензионирањето секој да ужива во плодовите од својот поранешен труд. Како што ви е познато, направивме методологија со која пензијата 2 пати годишно се усогласува, и тоа на 1 март и на 1 септември, секоја година според процентот на зголемувањето на индексот на трошоците на живот во претходното полугодие и процентот на порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Република Северна Македонија во претходното полугодие во однос на полугодието кое што му претходи. Усогласувањето на пензиите почна од септември минатата година. Септемвриските пензии се усогласија согласно овој комбиниран модел од 50% пораст на просечната плата и 50% пораст на трошоците за живот, и пензиите се зголемија во висина од 6,8%, со што пензијата од 16.348 денари се зголеми на 17.666 денари. Со овој начин на усогласување, пензиите се овозможи реален пораст на пензиите во однос на платите, односно како што ќе порасне просечната плата, во континуитет растат и пензиите. Во оваа прилика сакам да нагласам дека од голема важност за нас како влада е и многу успешната соработка и квалитетниот диалог со Сојузот на Сдруженија на пензионерите, заедно со експертите, ресорните министерства, пензиските друштва,
партијата на пензионерите, останатите коалициони партнери во владата, со кои што успеавме да направиме методологија со единствена цел за квалитетен живот на нашите возрастни граѓани. И сега одеме со еден податок кој ќе ве интересира сите со оглед на тоа што се работи за просек или статистика во светски рамки. Според новиот индекс на просечен животен век во светски рамки, објавен од Обединетите нации, македонските граѓани или жителите на Македонија живеат во просек 75,26 години. За мажите одделно таа бројка е 73,1, а жените живеат малку подолго 77,47 години. Таа разлика од 4 години мажите ги кучини можне скапо. За споредба посочени се и податоците од истражувањето на статистиката на Светската банка. Според оваа листа, просечниот животен век на македонците е 74 години, на македонките 78 години, вкупно просек од 76 години. Ако овие статистички податци ви се интересни или пак се служувате со нив, тогаш навистина е така. Одиме натаму со дневникот. Од полнок поевтинува горивото Евро Супер 98 за 2 денари. Од ноќеска на полнок за 2 денари поевтинува моторниот бензин Евро Супер БС 98, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Освен бензинот, за 2,5 денари ќе се намали цената на екстра лесното масло за домакинство. Според одлуката на регулаторна, литар Евро Супер БС 98 ќе се продава за 83,5 денари, екстра лесното масло за домакинство по 74 денари за литар. Бензинот Евро Супер од 95 октани и натаму ќе се продава за 81,5 денари за литар, а литар Евро Дизел ќе чини 75,5 денари. Килограм мазут и натаму ќе се продава за 39,7 денари. Одиме сега со информација од спортот. Најавуваме дека ќе се случуваат интересни надпревари и во кошарката, и во ракометот, но и во фудбалот. Одиме најпред со најава за настапот на нашите представници Евро Никел од 2005 година кои играат во Битола. На 5 кола до крајот на регуларниот дел од сезоната во машката кошарка се разгорува битката за што подобра стартна позиција во разигрувањето. Во првата машка кошаркарска лига викендов на програмата се средбите од 18-тото коло, во кое утре, сабота, се среќаваат Работнички Струмица, ТФТ ФМП и Феникс Кожув. Во недела своите средби ќе го одиграат Гостивар Куманово и во Битола во дербито на колото Пелистер ќе го пречека Евроникел. Чаир и МЗТ својот надпревар ќе го одиграат во вторник. Од ракометот викендов се игра групната фаза од ракометниот куп на Македонија. ГРК Тиквеш утре во Битола ќе се сретне со екипата на Струга. Со победа ќе го чека победникот од дуелот Еврофарм Пелистер Куманово. Предстојните неколку дена ќе бидат исклучително богати со ракометни надпревари, бидејќи во машка конкуренција ќе се одиграат вкупно 12 надпревари од Купот на Македонија, додека ке дамите ќе биде одигран еден надпревар помалку. Во групата 1, кај мажите, утре во малата сала во Јане Сандански ќе вкрстат Јуниор Кисела Вода Скопје и Вардар Охрид, а победниците ќе играат во недела за пласма на Final Four. Во двојката, денес во салата Македонско сонце ќе играат Пролет и Голден Арт, а утре Радовиш и Еврофарм Пелистер 2. Победниците од овие два дуела утре вечер ќе го одиграат финалето. Во групата 3, која ќе игра во Автокоманда, уште во утрешното полуфинале ќе има големо дерби во кое ќе се соочат Бутел и Алкалоид. Во нивна сенка ќе биде дуелот помеѓу Прилеп и Вардан Неготино, кој исто така се игра утре, а финалето е во недела. По ист принцип во групата 4, утре во Битола, од 12:30 ќе играат Еврофарм Пелистер Куманово, а победникот потоа ќе го чека победникот од мечот Струга ГРК Тиквеш, кој ќе се одигра од 14 часот и 30 минути. Финалето ќе се одигра исто така утре од 20 часот. Кај дамите, полуфиналните двојки во групата 1 се Чаир, Ѓорче Петров и Скопје Спартак. Во групата 2 вкрстуваат Вардар Шампион
и Деспина Кузман Вардар. Во групата 3 паровите се Стружанка Астибо и Овчо Поле Металург. И во групата 4 Куманово без борба се пласира во финалето, каде го чека подобриот од дуелот Пелистер Гевгелија. Завршниот турнир од купот е закажан за 14 и 15 мај. И конечно фудбал на градскиот стадион во Кавадарци. Идеалниот противник за враќање на победничката патека по двеколна пауза треба да биде Македонија и Ѓорче Петров. Дали ќе биде поразена оваа екипа? Заслужено треба да видиме ако ја пристуваме на оваа средба утре во градскиот парк на новиот реновираниот градски стадион. Заради репрезентативните обврски, фудбалските прволигаши и второлигаши си ги заменија термините. Прволигашите утре, сабота, од 15 часот ќе ги одиграат средбите од 24-тото коло. 4 од 5 надпревари се играат утре и тоа победа ќе се соочи со Силекс. Во Струмица ќе играат Академија Пандеви Шкупи, работнички на стадионот Борис Трајковски ќе игра против лидерот Струга, а во Кавадарци ГФК Тиквеш по две кола пауза ќе го нагости стариот должник екипата на Македонија Ѓорче Петров. Единствениот надпревар во недела е помеѓу Скопје и Шкендија. Второлигашите затоа во недела ќе го одиграат 21-то коло во кое се среќаваат Беса Беласица, Гостивар Слога, Саса Тетекс, Караорман Кожув, Плачковица Охрид и Борец Аресими. Средбата помеѓу Локомотива Пехчево и Вардар поради казнетиот терен на Локомотива ќе се одигра во Кичево, а дерби дуелот на колото помеѓу екипите на Воска Спорт и Пелистер доби нов термин по барање на Министерството за внатрешни работи по најавената посета на политички функционери на Охрид и наместо овој викенд ќе се одигра на 22 март со почеток од 15 часот. Утре времето ќе биде свежо. Преку денот сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурата ќе се движи од -3 до 16 степени во текот на денот. И овде се одивуваме, ви благодарам што не следевте и пријатна вечер со нашата програма.